Повелете прашање. И јас имам две прашања. Првото е поврзано со брифингот кој грчкиот шеф на дипломатијата Никос Кодзијас го имал со грчките медиуми во Њујорк, каде што истакнал дека прашањето за името има 4 сегменти. Првиот е името на државата и употребата на името, вториот е државјанството, третиот е јазикот и четвртото се кратенките. Дали сте подготвени да преговарате и за идентитетот на македонскиот народ? Второто прашање е околу законот за јазици. Во последното ваше телевизиско интервју велите дека со законот за јазици ќе се затвори Охридскиот рамковен договор, но вице-премиерот за европски прашања Буер Османи пред извесен период истакна дека треба уште многу работа за да се затвори рамковниот договор. Благодарам. Благодарам. Јас не навлегувам во брифингот што министерот за надворешни работи на Грција го давал пред медиумите од грчка страна. Тоа што можам да го кажам е дека на средбата помеѓу нашиот министер за надворешни работи господинот Скоцијаш продолжија разговорите околу меѓусебно подготвување за идно своевремено почнување на разговори во една фаза која што секако, како што ја најавуваме досега, ќе биде предводена од медијаторот Метио Нимиц. Воопшто не се разговараше за ништо, освен за градење на доверба, која што покрај мерките за доверба вклучува, еве и како што гледате преку сите овие посети, но и на сите овие средби, доверба помеѓу двете страни во дипломатијата, кое што во една пријателска атмосфера двете страни констатираат, и нашата и грчката, дека може да биде само од огромна помош во моменти кога ќе дојде да се разговара. Така да воопшто не е навлезено во разговори за суштествени прашања поврзани со проблемот кој што Грција го има со нашето име. Лично јас не сум подготвен да разговарам за идентитетски прашања на нашата земја. Во врска со второто прашање, да ме подсетите? Значи, и јас и господинот Османи сме најавиле барем неколку пати досега дека ова е правно-формалниот аспект последен од рамковниот договор или легалистичкиот дел, кој што преку вакви законски форми останува рамковниот договор да ги исполни сите своји очекувања. Едно од тоа е рамноправна застапеност на помалку бројните етнички заедници. Тоа е тема на која што треба да продолжи Македонија да работи. Да, и владата, па и приватните компании, па и сите во Република Македонија. Тоа е нешто кое што исто така е важно, за да можеме сите навистина да чувствуваме дека градиме едно општество важно за сите. Премиере, посредникот Метио Нимиц во интервју за независната Балканска новинска агенција вели дека постои добра волја за решавање на спорот околу името меѓу Македонија и Грција. Во меѓувреме странските медиуми, меѓу кои германскиот ФАЦ, Frankfurter Allgemeine Zeitung, излезе со анализа во која вели дека Македонија најверојатно по локалните избори ќе прави промена на аеродромот. Дали Македонија е подготвена да направи отстапки во преговорите? Знаете дека сите овие коментари се премногу далеко одени. Ние во моментот тоа што го работиме на тој план се градење пријателски основи, пријателски однос и генерално јакнење на довербата помеѓу двете страни. Рековме дека повеќе нема да дозволиме било што би се калкулирало или коментирало како провокација од наша страна. Сакаме навистина да бидеме исправени многу пријателски за моментот кога ќе дојде да се навлезе во решавање на овој многу чувствителен и сериозен проблем, посебно за нашата страна. Јас верувам дека Македонија треба да биде подготвена за решавање на овој проблем. Заради тоа што со решавањето на овој проблем автоматски ја добиваме поканата за НАТО, а верувам дека и веднаш ќе се отворат широко портите за почеток на преговорите. Она кое што за сега е мерливо во време, а тоа е идната пролет, Европската Унија ќе дискутира за проширување или не за проширување, туку за давање на шанса на земји од Западен Балкан за почеток на разговори или преговори со Европската Унија. Ние би сакале Македонија да биде идната пролет земја една
се надеваме и други ќе има во регионот, Албанија исто така многу блиску до тоа, која што ќе започне преговори со Европската Унија. Сето тоа најавува дека до тој период, до идната пролет или еве да кажам до средината на 2018 година е логично и нормално да очекуваме нови идеи од преговарачот Метју Нимиц или медијаторот Метју Нимиц, на кој што двете страни ќе разговарат, ќе дават своји коментари, ќе преговарат или се што ќе биде во функција на изнаоѓање на решение. Но досега на вистина на било која средба, јас имав прилика на заедничките вечери, на приемот кај претседателот Трамп да се видам и со господинот Коцијаш, да разговараме таму во Обединетите нации, но разговаравме само за пријателство. Навистина ги користивме сите моменти и од наша страна и од нивна страна да неколкократно потврдиме колку сме пријателско настроени земји во многу аспекти. Македонија завршува и ова 2017 година со повеќе од 1 милион посети на Грција. Само по себе тоа покажува дека навистина е вредно да се дадат напори од нашата страна, но и од грчката страна пред се, за да може Македонија конечно да исчекори кон своите евроатлантски интеграции. Господин премиер, вака, значи, као прво сакав јас дополнително нешто за албанскиот јазик. Ете не се постигна целта за законот за употреба на јазиците. За употреба на јазиците, за потребата за потребата за носење на закон за јазиците. Значи не успеавте пред избори да го донесете, барем потребата за носење на тој закон. Дали ќе бидете отворени, бидејќи после изборите ќе има повеќе време да прифаќате и поширока дебата, посебно од албанскиот дел на експерти и од албанската опозиција, да се отвори дебата после да се носи законот, бидејќи според албанската опозиција овој закон не го унапредува албанскиот јазик, но не го прави службен јазик во државата. И второто прашање ми е во аспект на тоа, бидејќи имате најавено јавно веќе вие соработката или коалицијата и во локалните избори со ДУИ, дали ќе поддржите тие кандидати на ДУИ за кои што веќе се сомнува дека има криминал или за кои што се сомнува дека има криминал од изјавите што ги даваше опозицијата во собранието? Еве вака, како што гледате, има многу јасна дистинкција или разлика како се носат закони за унапредување на јазиците, за унапредување на употребата на јазиците во ова време со оваа влада и порано како се носеа. Порано се носеа после завршување на парламентарни избори, додека се формираше влада на еден шверцерски начин, без било каков коментар на високите представници на политиката и со едноставно, скоро без дискусија, согласање. Ние со тоа што го правиме во парламентот, овде како влада, најавувајќи го лично јас од Охрид на пресконференција, отворивме опсежна дебата. И како што гледате, сакавме пред изборите да го донесеме, но обструкциите на ВМРО-ДПМН се јасни и немаме проблем. Ќе продолжи таа дебата. Еве да се искористи можноста, дебатата нека обстојува цело време, се до моментот додека не се донесе самиот закон. Сакаме на вистина на еден транспарентен начин, без било што да ни биде резерва, пречка, нешто за кое што ќе се криеме, да носиме вакви важни работи за потребите на граѓаните во Република Македонија. Знаете дека ништо не ни значат одредени суетни прашања без разлика од кои се поставени. За нас границите се ставени. Тоа да биде уставно и да биде вистинска потреба на граѓаните од помалку бројните заедници, секако најголема од помалку бројните албанската заедница, но и другите помалку бројни етнички заедници во Македонија. Секако и суетноста, службеност, неслужбеност, уставот ја има дефинирано употребата на јазиците и има дури и појаснато. Ние се водиме од рамката што се вика Устав на Република Македонија и практична потреба, не хир, туку практична потреба на граѓаните, онаму каде што им треба да може да го користат. Секоја идеја, секоја критика, секоја сугестија добре дојдена, ние остануваме на располагање за да ја прифатиме, како што гледате, секојдневно се случуваат одредени сугестии, одредени критики, знаеме да се коригираме, знаеме да се повлечиме, да испратиме пораки на корективност, заради тоа што рековме, мораме и треба да ги слушаме граѓаните, заради тоа што заради нив постоиме, заради нив работиме. Второто беше? Дали ќе продолжите? Дали или на првото само кажа, значи нема да има официализација на албанскиот јазик, туку само напредување, кратко ова да го цитирате. Едноставно тоа е се е согласно уставот. Така. И одиме на втората. Значи реков дали ќе ги поддржите кандидатите на ДУИ за кои што веќе има осомненија, кои што се отворени од опозицијата во собрание дека се имаат досија за криминал.
Тоа го кажа и за кандидатот во Струга, и за дел од ДУИ во Чаир и така натаму. Дали ќе ги поддржите, бидејќи на власт дојдовте со тоа дека нема да поддржите криминал и ќе се борите против криминал? Значи, еве вака, ние во Струга имаме наш кандидат за градоначалник. Втор круг, мислам дека ние ќе учествуваме. И апсолутно мислам дека немате никакво право. Ние сме првата победничка партија и прворангирана од 2016 година на изборите. Значи, ние бевме победници, па после беа другите партии. Така да, јас очекувам ние да влеземе како првопласирани, а после тоа да видиме кој нас ќе не подржи. Во Чаир стоиме за заменик министерот, поранешниот поднесе веќе оставка секако, за поранешниот заменик министер за образование, заради тоа што е вреден кандидат, не постојат никакви сомневања за него и секако дека ќе го поддржиме, а веројатно такви поддршки ќе испорачаме и во други општини, каде што мислиме дека кандидатите за градоначалници како се добри, работеле за граѓаните или ако се нови ќе работат за граѓаните, апсолутно подеднакво за сите граѓани, верувајќи во нивниот личен капацитет и во нивната целосна подготвеност да се впуштат за добробит на граѓаните и самата нивна општина која што ќе ја водат да работат на вистина со љубов. Повелете други прашања? Ви благодарам на сите.